Почитувани представници на медиумите, добар ден, ви благодарам за присуството. Денес е тажен ден во Република Македонија. После толку многу фалби за економските реформи на владата, за тоа дека сме биле втори и трети во Европа, денес сме сведоци дека стечајците од многу градови во Македонија се собрани и протестираат пред зградата на владата на Република Македонија. Бараат парче леп. Ништо друго не им преостанува. Тотално игнорирани од владините министри, оставени да прегладнат до крај во она мала собичка во Куманово. За каков проблем станува збор? Според евиденцијата на институциите во земјава има регистрирани 9600 стечајци. Според самите стечајци, нив ги има 12.000. Тие бараат финансиска поддршка од 90 евра месечно, додека не најдат нова работа или додека не се пензионираат. За државното кесе, тоа представува издаток од помалку од 13 милиони евра годишно за сите 12.000 стечајци. Што можете да направите, премиере Груевски? Можете да направите најмалку две работи. Прво, дајте им ја на стечајците финансиската поддршка што ја бараат. Пари во буџетот имате. Прашањето е само за што ќе се искористат. Кои се вашите приоритети? Откажете се од скапите реклами и кампањи, откажете се од овој неразумен мегаломански проект Скопје 2014. Нека ви биде најважен интересот на граѓаните, а не вашиот политички рейтинг и партискиот интерес. Второ, обезбедете механизми да се скрати времетрењето на стечајните постапки. Конечно нека знаат стечајните работници на што се. Стечајните постапки сега траат со години. Немојте да одговарате на оваа пресконференција со обвинувања за тоа како бил СДСМ, Бранко Црвенковски, Зоран Јовановски. Такво замајување на јавноста никому нема да му помогне. ВМРО ДПМН е дел од проблемот и тоа е факт. Само во Куманово, во периодот од 1998 до 2002 година, во периодот кога власта имаше ВМРО ДПМН, отворени се стечајни постапки за ЗИК Куманово, ЧИК Куманово, Кирофетак, Искра, Цигланата, Кожарата, Ангроснабдител, Текстил Промет, Агросервис, Први мај, Житомел, Кен Куманово и многу други фирми. Во истиот период, да го земеме за пример Прилеп, отворени се стечајни постапки за Билјана Предилница, Агро Мариово, Политекс, Димче Бањерот, Партизан Прилеп и за десетици други фирми. Такви случаи има уште многу во другите градови. Илјадници луѓе останаа на улица. Премиере Груевски, проблемот со стечајците не е проблем за политички поени. Тоа е проблем на напатени и заборавени човечки судбини. Не им се лутете на луѓето. Тие заедно со вас ги кинеа јажињата на шаторите во паркот пред зградата на Собранието на Република Македонија. Со нив подпишувавте договори. Луѓето гласаа за вас, ви веруваа, а сега се чувствуваат излажени. И после ВМРО ДПМН ја губи довербата на граѓаните. Па нормално е дека ќе ја губи. И конечно, премиере Груевски, кажете им на стечајците, директно в лице, зошто досега не ги посетивте, зошто досега не сакавте да им го решите проблемот и што имате намера понатаму да направите. Објаснете им на стечајците како е можно шмизлите, коњите, лавовите, биковите, барокот и восочните фигури да бидат поважни од живите луѓе кои гладуваат. Ви благодарам. Дали има прашања? Значи, социјалната слика денеска во Република Македонија е катастрофална.
очигледно тоа не е дел од приоритетите на ВМРО-ДПМН. Што се однесува до до антикризните мерки, мислам дека тие веќе самите изгубија трага за тоа колку антикризни пакети имаат, кој за што се однесува и така натаму. Не мислам дека и од досегашните антикризни мерки фирмите имаа многу голем ќар, не верувам дека тоа ќе го имаат и со најновиот пакет. Да. Прашањето за финансиската криза која што практично станува економска, која што не е карактеристична само за Грција, таа е карактеристична и е во повој и во неколку други земји, каде што дојде до драматичен скок на невработеноста, пример е, например, Шпанија. Мислам дека ја поткопа довербата на инвеститорите во обстанокот на Европската монетарна унија и на еврото како валута. Меѓутоа, јас верувам дека водечките европски економии сепак ќе најдат сила и начин како да го сочуваат еврото, за да тоа остане да обстои и да продолжи да постои понатаму. Со оглед на тоа што Европската унија е нашиот најголем трговски партнер, се разбира постои опасноста, значи бранувањата кои што се во Европа да се одразат и на македонската економија, а мислам дека најчувствителната точка за македонската економија е моментот кога Република Македонија, односно владата на Република Македонија, ќе треба да се задолжува во странство за да ја покрие дупката во буџетот. Мислам дека довербата на инвеститорите на финансиските пазари во Европа сега е прилично разнишена и мислам дека тоа во тој момент нема да биде лесно да се постигне. Добро, ако следниот пат ја направи 4,98, таа ќе биде новата историска камата, бидејќи претходната беше 5, па ова сега за 0,01 е секогаш историски нова. Меѓутоа, што е суштината на прашањето? Прво, една работа која што е своевидна манипулација. Значи се зборува, кога се кажува за каматната стапка сега од 4,99, таа се споредува со таа од 9%, која што постоеше претходно. Меѓутоа, тоа се баби и жаби, затоа што таа со 9% се однесуваше на државни харти од вредност исклучиво во денари, а ова се државни харти од вредност со девизна клаузула. Меѓутоа, што е главното прашање? Во јануари 2010 година, приходите во буџетот се за 7%, вкупните приходи во буџетот се за 7% пониски од јануари минатата година. Во исто време, буџетските расходи, вкупните буџетски расходи се повисоки за 20% во однос на ланскиот јануари. Ако ја земете само 2010 година, дефицитот во буџетот, дупката од 2,3 милиарди која што е направена само во јануари, ако продолжи со исто темпо таа дупка да се прави во буџетот понатаму, она што е проектирано за цела година ќе се постигне за 5 месеци. Што ќе правиме со преостанатите 7 месеци? Тоа мислам дека е главното прашање за кое што треба да размислува Министерството за финансии. Дали има уште некое прашање? Ви благодарам.